Здраво на сите, добре дојдовте во нашиот подкаст Еднакви патеки, заедничка цел, кој што е посветен на прашањата кои што сите нас не засегаат. Досега зборувавме за жените во политиката, зборувавме за женската сиромаштија и зборувавме за семејното насилство, а во оваа епизода фокусот ќе го ставиме на заедничкото родителство. Тоа е тема која што на изглед носи рамноправност, но одблизу открива длабоки предизвици како за жените, така за мажите, но и најважно за децата. За таа цел во студиото денес ги имаме двајцата гости. Елена Димушевска, директорката на мрежата Глас против насилство, и адвокатот Јанаки Митревски, кој што во пракса ги третира прашањата на оваа тема. Па така за почеток би почнала со Елена. Елена, што значи заедничко родителство? Да, добре е да почнеме со тоа, за чисто да објасниме и за да нема конфузии. Заедничко родителство е тема која што е прилично актуелна во последниве, особено 2-3 години на социјалните медиуми, и мојот впечаток е дека никако до крај не се објаснува што тоа значи. Заедничко родителство е кога родителите родителите не се разделуваат, нели се разделуваат партнерите кои што имаат заедничко дете, но по разделбата и по прекинот на бракот, врската, се едно во каков однос биле, треба заеднички да се договараат за да се бидат сите потреби, желби, интереси на нивното заедничко дете или деца задоволени. Значи тука фокус го ставаме детето. Задоволување и најдобриот интерес на детето е принципот по кој што заедничкото родителство треба да го следи. Нешто и мајката, таткото мислат, значи они мора да се договараат. Да се договараат да ги задоволат неговите потреби и интереси. И тоа е тоа на кое што се става најмногу фокус. Тука не е толку важно дали времето ќе биде буквално 50-50 поделено, точно поделено помеѓу двајцата родители кои што не живеат веќе заедно. Тука е важно да има квалитетно поминато време и со едниот и со другиот родител, и секако нели да сите пак ќе кажам, сите потреби на детето бидат задоволени. Тоа е суштината. Сега се мешаат термините: заедничко родителство, заедничко старателство, 50-50 родителство, се манипулира со многу термини и се создава една конфузија што во суштина се бара, каква во суштина промена се бара во нашето законодавство за ова да се овозможи како да постои како можност. Како пракса. Од вашето искуство, како функционираат работите во нашава држава? Како се регулираат по разделувањето на партнерите во најголем број на случаите? Ние како мрежа работиме со жртви на насилство. Искуството го имаме само од оваа целна група. Кај жртвите на насилство има и други закони каде што се препорачува, независно дали сторителот го вршал насилството само врз неговата партнерка, се претпоставува дека децата секако се сведоци и дека треба да биде, да речеме, ограничено видувањето со нив, и старателството најчесто во најголем број случаи се доделува кај мајката. Во вашиот случај, например, вие како адвокат имате поинакво искуство. Кое е вашето видување за заедничкото родителство? Како функционираат работите на терен? Не знам зашто смета дека имам поинакво искуство, нели до тоа не дојдовме, не се согласувам. Во дел се согласувам, во дел не со ова што Елена го кажа. Знаете како имам екстензивно искуство, односно имам некои 300-310 предмети завршени од семено-правен карактер. Морам да истакнам дека е многу тешка материја да се работи, значи емоционалниот набој е секогаш високо, па 80% од браковите, знаете како убав развод нема, да би бил убаво не би бил развод, но постои цивилизиран и нецивилизиран развод. За жал 80% од браковите во Македонија се нецивилизирани. Јас сум бил таргет на едно здружение на дебили кое што сметало дека она што ќе го елаборирам зашто конкретно се противам на
50-50 старателство или тој мој личен став, не сум ја одлучувачки фактор во државава, дека било заради тоа што не знам така ќе се намалел мојот приход, што е глупо, затоа што тоа не се сладки пари. Точно е дека вие можеби ќе заработите, но емоционалниот товар го носите заедно со тој што го разведувате. Са ние сме помалци и психолози, затоа што не е само ако например од едно до друго рочиште се 2 месеци, ви меѓу тие 2 месеци сте на располагање на странката и за жал, она што им како мој апел може да се разбере, да во голем дел и тука нема разлика меѓу машки и женски, во еден добар дел се осветуваат преку децата. Значи користат децата како метод да му нашкодат на другиот, при тоа не водејќи сметка дека најголема жртва е детето. Тоа сакав да прашам, значи зборуваме за мажите, за жените, за партнерите, меѓутоа значи еден најдобриот однос кај еден дел од оние што се разведуваат без разлика дали се машки или женски, значи кои што се спремни и детето и по психолози да го носат и на сила да го прават дека е травматизирано или дека е со психички проблеми, само за да го повредат другиот без да им е гајле дали го повредуваат сопственото дете. Во однос на заедничко или 50-50 старателство, видите, факт е дека нашиот закон за семејство е стар. Се спрема кога ќе кажеме малку комично, затоа што тоа се спрема веќе 10 години, нов граѓански закони кој меѓу другото ќе треба да прифати одредени измени во законот за семејство. И уште ќе го кажам со многу голема одговорност и можеби на несогласување со мојот соговорник, да постои една системска дискриминација на мажите во доделување на деца по развод на брак, кога се работи за предшколска возраст. Зашто тоа го говорам? Затоа што се користи и тоа што го кажа Елена дека во најголем дел се доделуваат на мајката, тоа е точно. Јас имам личен став дека во предшколска возраст тоа и треба да биде така, но са еден голем дел или еден добар дел од татковците со тоа не се согласуваат. Јас сметам дека во предшколска возраст мајката треба да биде примарен родител, со тоа нормално можеме и да не се согласиме. Добар дел од татковците не се согласуваат, но постои една реченица која што сега говориме за кога се и двајцата оценети како совесни родители и како со одветен родителски капацитет, и тогаш се смета дека треба да се додадат на мајката без посебно образложение зашто е тоа така. Во главном има прифатен став дека до 3 години поради биолошкиот фактор дека и освен ако е мајката не знам не е наркозависник, алкохоличар, да е проблематична, да е со ментална болест, тоа е логично, но тоа е проблематично, што иде контра на пример мојот личен став. Зашто сум против заедничко родителство? Видете, детето не е предмет. Значи треба да се знае кое му е живеалиште, која му е школска и социјална средина. Ви имате услови, на пример, ако едниот родител да не живеат во различни градови, што и тоа се случува. Едниот родител живее во Ѓорче, другиот живее во Кисела Вода. Ако детето учи во Кисела Вода, тоа ќе биде проблеми за неговата школска средина. И сега, знаете, сум слушал се, па јас ќе го носам детето, па сакам. Не ви кажувам кој ќе биде. Може и таткото да е, нели, старател. Значи, и општо судиите во Македонија прифаќаат дека детето треба да има познато живеалиште, кое ќе биде негово живеалиште. Затоа што, особено кога е докај 12 години, кога се оние клучни години на развој, треба да се осеќа сигурно, да знае каде му е домот, не дека домот на другиот родител е несоодветен или не му е место каде што се чувствува сигурен, и она што е многу поважно да има сигурна школска и социјална средина. Добро, ако речеме дека училиштето е фокусот, не е само училиштето е еден сегмент. Фокусот е во најдобар интерес на детето. Јас познавам примери од западниот свет каде што тоа функционира, каде што види, има разлика да функционира и има разлика да е во најдобар интерес на детето. Функционира практично, технички функционира. Дали на тоа дете му е добро и дали тоа дете, ова е наки што го кажа сега, е многу важно. Дали има место каде што се чувствува дека тоа е неговото место. Тоа ми е дома, ова ми е средината. Кој ги прашува тие деца? Значи, тука навлегуваме и затоа му ставаме фокус ние на најдобриот интерес на детето, пошто има, па како што ги спомна, цивилизирани разводи каде што они ќе се договорат. Да речеме. Дали тоа ќе биде во најдобар интерес на детето? Сега, ако зборуваме па за овие нецивилизирани разводи, што јас тука само ќе напоменам дека ги ставам на страна случаевите каде што има семејно насилство, тие се
имаат еден Посебна сосема категорија, друг да. предизвик во однос на ова. Или може би прво нив ќе ги спомнам. Ако земеме во предвид дека најрелевантното истражување во последниве години во Македонија што се однесува на насилство врз жени и семејно насилство покажа дека само 2% од случаевите на насилство се пријавуваат, а имаме изголемен број на разводи се, немаме ние бројка колку од разводите се заради семејно насилство, каде е пријавено, каде не е, но да земаме дека во голем број од разводите и имало семејно насилство кое што никогаш не било пријавено. Во случај на заедничко родителство или заедничко старателство, независно, они мора постојано да комуницираат. Суштината е родителска соработка. Родителска соработка не може да има помеѓу сторител и жртва. Точно. Тоа е во случај на семејно насилство. Во случај на овие нецивилизирани разводи, повторно не може да има родителска соработка кога родителите меѓусебно, освен за одмазда, за напад и за од тој аспект не комуницираат меѓу себе, а они треба да се договорат кој ќе биде матичниот лекар, пошто за се ќе бидат потребни потписи од двајцата. Каде ќе оди во училиште, каде ќе биде лекарот на детето, каде ќе оди на забар, се што ќе треба да прави детето ќе треба потпис од двајцата родители. И тоа го тежнува остварувањето, задоволувањето на потребите и интересите на детето кога родителите немаат однос. Добро, тоа од некоја пракса или од некои информации кои што сите врз кои што сите сме изложени, во поголемиот број на случаи на ако адвокатот Јанаке вели дека 80% од разделбите се нецивилизирани, така? Да. Иако Сега не е благодарно проценти, меѓутоа прилика поголемиот дел се нецивилизирани. Иако нецивилизиран што значи дека комуникација не воспоставуваат. Комуникацијата е нарушена, егото игра голема улога и не ецетера, значи пациент не може да биде овој лекар, јас сакам да биде овој, зашто па ти да кажеш, значи без да се или кој си па ти сега, или цело време влече. Тука ќе дополнам затоа што во моментот кога ќе се случи судскиот развод, емоционалниот развод не се случува. Тој се случува после година, 2, 3, зависно. Случај може и веќе е случаен кај едната страна, кај другата пошто ако тоа е case to case. Меѓутоа, вака јас ќе цитираме на судика која што на крајот на низината кариера судеше семејно право и он имаше еден многу убав став. Дека со разводот проблемите треба да завршат, а не да се пролонгираат и мултиплицираат. Или кај нас за жал во еден добар дел од случаевите, па и во мнозинство, разводот е само почетокот на континуираните проблеми, ме разбирате? Меѓутоа, она што е клучно и она што Елена го начна, родителски договор е клучно. Вам не ви треба нити социјално да се инволвира ако имате двајцата совест. Да, се согласувам. Јас и бев на една трибина на здружениево што го спомнувам, бев на една и имаа само, затоа што веројатно полесно се куцка на тастатура, и истото го кажав. Ми постави прашање таму, родителски договор ништо не може да замени совесни двајца родители. Емоциите биле големи. Точно, да. На почетокот биле емоциите големи. Меѓутоа јас знам разводи што по 3-4 години се разведуваме. 3-4 години ли вие не можете да ставите прст на глава? Па и повеќе. И повеќе, да ставите прст, да, се тоа се екстремни случаи, да ставите прст на глава и да речете, чекајте, што јас му правам на моето дете. На крајот на денот и финансиски издатци ми се големи, плаќаме двајцата адвокати. Зашто да не седнеме да се договориме? Што е во најдобар интерес на детето, да си го трнеме егото и наетот на страни, да видиме што е во најдобар интерес на детето. Така да, дури да се даде, еве и на хартија, сега ќе завршиме, значи и заедничко старателство да се одели. И не знам каков писмен договор или решение да ви даде социјално, ако имате волја да направите проблем, вие ќе направите проблем и ќе го проблематизирате тоа. Така да ништо не може да замени добар родителски договор кој што ќе се почитува. Јас моја генерација ми од овакво од средно се разведе, значи они имаат, беше многу млада мајка на 18-19 години стана мајка, сега има втор брак, значи со ќеркава веќе е голема, значи прекрасно функционираат со првиот сопруг, меѓутоа тие се тоа е сега се работа на договор. Сега да, затоа што емоцијата е силна. Нема да мериме кај која страна поголема, помала, секако. А верувате дека и тоа се прави. 5 минути кај тебе, требаше ми го вратиш во 6, 6 и 5 ми го врати, па се вика полиција. Тоа е само заради ова што го кажувам јас дека емоционалниот развод не е завршен. За да ако они сами не може да го завршат. Ама дистинција меѓу емоционална сепарираност, да јас мојата љубов кон вас како жена
и просто его и не давам јас зашто ја така сакам или не сакам да предам преку тоа дека ти како Елена си се решила да се разведеш од мене, значи тоа многу често правите разлика меѓу емоционална несепарираност во љубовен аспект и од чистина и его. Ама емоциите не се само љубов, Јасно, емоција може да биде и лутина и гнев, а суетата кога се јавува, кога ни се јавува незадоволство и сега таа или тој кога решила да го престане односот и со едната страна нема љубов, а од другата страна и да имало и да немало што и да е, сето тоа преминува во незадоволство, во гнев, во лутина и како резултат на тој гнев и лутина, они се натегаат за дали 6, 6 и 15, па дали ваму, па дали онако. Што се баналности. Да ви влегуваат во драми и во секакви... Па да не зборуваме за оно што исто така многу често се случува, а тоа е како времето во кое што детето е кај нив, наместо да го посветат на прво воспитување и растење, второ квалитетно време, дружење со своето дете, они го посветуваат на тоа да го хитаат другиот родител. Тој е ваков, тој е и независно дали тоа го прави мајката или таткото. Значи, они апсолутно детето го користат како оружје во овие нецивилизирани разводи. Сега, тука се јавува само главното прашање, пошто овие другиве кои што имаат цивилизиран развод, на нив не им треба заедничко старателство, они го практикуваат. Пошто нашиот закон не вика како родители и Центарот за социјална работа вика како родителите може да се договорат ичние решенија нема да даваме. И во секоја пресуда за развод пишува дека се доделува на Елена чување, воспитување и делумно издржување, а другиот родител да го гледа согласно родителски договор. Значи примерниот фокус е да има родителски договор, а ако не е возможно тогаш треба да се вмеша Центарот за социјална работа. Тогаш се вмешува Центарот. Значи кај овие кои што се спремни за родителски договор, секако го практикуваат и нив, ние на законска промена нема ништо да им смени. А на овие други новие други може ќе им смени, ама ќе биде на штета на детето. Зошто? Се што е важно во другите земји, во европските земји, тие неколку кои што ние ги разгледувавме, вика во рамки на судот има тим кој што прави асесмент, процена и на едниот и на другиот родител за да види дали они двајца може да функционираат заедно како родители. Не само нивните родителски капацитети према детето ги цени, него ја цени нивната комуникација. И тој тим во рамки на судот дава мислење дали во овој случај може да има заедничко родителство, старателство или не може да има. Ако не постои родителски договор, ова едноставно не може да функционира. Не може да функционира. Сега, тука да не навлагаме во можеби суштината на барањата кои што сега се стигнати на оваа иницијатива и неколку други кои што ги нова здружение и неколку други што ги поддржуваат, затоа што јас знам првиот предлог што го доставија, го читав, првиот предлог што го доставија пред повеќе од 7-8 години до собрание, каде што една од клучните, неколку клучни барања беа, прво апсолутно да не плаќаат издршка. Тоа е неприфатливо. Дека издршка е рекет. А сега само да напоменам, јанаки нека ме поправи ако грешам, али во значаен дел од случаевите се доделува издршка од колку? 3.000 денари, 4.000 денари по дете. 2.000 поголема. Тоа е секако зависи од примањата на родителот. Има критериуми по кои што се Има критериуми, да, меѓутоа јас од многу случаи кои што ги познавам воопшто не ни плаќаат, не ги плаќаат. Добро, тоа си има друга. Секогаш ќе се одреди вакас. Не прифаќаат, барем Скопскиот суд кај што сум нели нормално најприсутен бидејќи сум од Скопје, не прифаќа сите суди, не прифаќаат став, немам. Значи не прифаќаат. Се на став, и тоа е долгогодишна пракса, дека дете си направил и дека си должен, ако веќе не учествуваш во неговиот живот или не сакаш никој не може на сила да те натера родител да бидеш, дека издршка мораш да плаќаш. Бездомник да си, ќе ти одредат па да и минимална издршка. Порано сум видел издршки, ама сега кога почнував да работам и по 500 денари, сега не се, најминималните се да речеме, се пакет од случај до случај, најмалите се 2000 денари од прилика, посед јасни критериуми, тие се законски критериуми и низ пракса се искристализирани, а тоа се приходи на родителот кој што го добива, кој што е старателството,
расходи негови, приходи и расходи на давателот на издршката и возраста и потребите на детето. Вие не можете да очекувате, јас сум видел на пример очекувања, ако не знам родителот кој што треба да дава издршката е поситуиран и не знам има примања од 3000 евра, да речеме, и сега има порано и во проценти тоа се напушти таа пракса затоа што е проблем да се реализира, например 30% од приходите, меѓутоа тоа се напушти затоа што се правеа малверзации. Пак иде ќе се префрли на минималец, па тогаш се па или ќе се одјави па ќе работи на црно, па нема приходи и затоа се оди строго со фиксен износ. Меѓутоа јас сум видел например очекување дека ако 3000 евра се примањава на родителов, збориме за 6-месечно бебе, очекува 1000 евра издршка. Тоа не е реално, затоа што реално потребите на 6-месечно дете не се од 1000 евра. Затоа дали се адаптираат? Но јас например еве сум видел и издршка на 600 евра во услови кога две близначиња одеа во, сега го завршивме тој предмет, во приватна градинка, таткото од исти случај емоционално не сепариран од мајката, таа одлучила развод, па тука почна да си најде, па јас не сум во можност, па отиде се одјавуваше. Судијата Машко беше на многу коректен став дека и го на распит си кажа сам дека заедничка било одлуката да ги запишат во приватна градинка, па зашто сега ти е проблем во смисла на тоа да ја ние баравме 600, ни досудија 550, нешто беше така да во тој дел беше окей. Тоа е case to case, не може да се каже индивидуално, добра, апсолутно, но во однос на неплаќањето издршка, видете вака са сум работел со и практикувам и кривично право. Сега не работиме со Симон Трпчевски, ме разбирате, работиме и со негативни профили на луѓе и се е тоа супер и тоа е нели товарот и предизвикот на професијата, немам јас проблем со тоа. Но во мојата кариера 15 годишна и повеќе од 16 годишна сум научил да презирам две категории на луѓе. Тоа е прво луѓе кои што си ги тепаат жените, таа се едни кукавици од луѓе со мали фалуси и мислам формално кажано и луѓе кои што не плаќаат издршка. Со секакви проблеми. Вие не можете да ме убедите дека треба да ви биде проблем за моје дете, да ме боли за вашето дете да плаќам, па не давам 5 денари, ме разбирате. За моето дете, кое што ја така сум барем воспитуван дека крвта треба да си ја даеш, да не сакам да му приуштам, тогаш ми е стварно проблем. Ама тие родители, сум гледал такви натегања. Тие родители сакаат да се осветат, тие сакаат да се осветат на жртвата со која што јас бев значи тоа е таква одвратна работа, значи и пак еве да речем, алимент рекет било 5000 денари, денеска се едни патики, ме разбирате, значи не може да биде тоа има и поскапи патики. Или како што би рекле, морам да те прекинам, вака ми дојда повели. Како што би рекле од здруженијето кое што најсилно се бори за заедничко старателство, тоа е само маска. Не користат како ATM, како банкомати. Ако мојот банкомат дава само 5000 денари, не ми треба. Не, искрено. Видете, пак е тоа согласно можностите. Сега ако јас стварно имам реално приходи од 24.000 денари, вие не можете да очекувате, значи 5000 е веројатно некој лимит, затоа што уште еден критериум кој што заборив да го кажам е, и тоа стои во закон, дека при носење на одлуката за висина на издршка, судот мора да води сметка дека давателот на издршка треба да му останат средства за живот. Така да сега ако е 24.000 неговата плата, 5.000 е сосема окей издршка, ме разбирате. Сосема окей издршка, но самата манипулација. Ставот е проблематичен, затоа што пак ви велам, не може да една од мерките кои Центарот за социјални работи може да примени кон недавање издршка е да привремено забрани видување со дете доколку се додека не се исплати за останата издршка. И тоа се толкува од страна на здружени и на негови поддржувачи дека ете мене јас треба да плаќам за да го гледам моето дете. Тоа е екстремна мерка која што се користи и на крајот на денот сте должни да учествувате и материјално покрај. Видете, никој пак ви велам не може да натера вие да учествувате во животот на детето, меѓутоа знаеме каде живееме издатоците кои се за растење на едно дете и тие мора да се покриваат, но од двајцата родители. Исто така примателот на издршката, односно тој што му е старател, не треба да смета дека и давателот на издршка треба баш све да покрива, затоа што убаво се вели во пресудите на чување, воспитување и делум на издршка. Тоа значи дека и
оној што го добива старателството треба во горе-доле еднаква мерка да учествува. Не сад ние да правиме математики, јас дадов 5000. Сега јас тука пак ќе се надополнам на тоа што почнав да го кажувам. Не, затоа што не ми беше фокусот издршката, едно од основните барања кои што они ги, кои што они ги поднесоа во првиот документ до собрание, едниот момент беше издршката, со тоа што очекуваат дека нема да не очекуваат, туку бараат да не плаќаат издршка и не се плаќа издршка кога има заедничко старателство. Понатаму беше во случаите каде што ќе биде... Може да се договорат ако имаат волја, ме разбирате. Ако има волја. Понатаму имаше во случаите каде што ќе биде доделен, каде што ќе нема да биде доделено заедничко старателство, но ќе биде заедничко родителство, и они ќе мораат да плаќаат издршка, тогаш да треба другиот родител, најчесто, односно мајката, пошто ова е иницијатива на татковци, да доставува сметки како ги потрошила париве кои што се дадени на име издршка. За секоја преселба буквално следно. Од општина, од аеродром да се пресели во кисела вода, да треба да побара од него дозвола. Тоа е контрола. Тоа беше во првиот документ што беше доставен, тоа беше апсолутна контрола на животот на бившата партнерка. Значи, одиме повторно. И после тоа веќе се изменија малку, го уредија, го изфилуваа документот, затоа што во првиот момент не идоа на многу голем отпор, затоа што работите, ама тоа беа најавтентично поставени работите. Суштината, на нивната суштина беше представена во тој документ. После тоа, кога се научија како да тоа го прават, па сега зборуваат за банкомати, па зборуваат за рекет, за детето, дека нас нив им било најважно детето, им било најважно не знам што, и ја прават манипулација користејќи ги децата, притоа не во една дискусија која што јас ја имав директно со нив, јас ги прашав во рета, ќе се бориме за заедничко старателство, јас верувам во тој концепт и заедничко родителство. Теоретски не теоретски е одличен, но ајде тогаш да бараме прво сите партнери кои што се разделуваат, разведуваат, имаат заеднички деца, да посетуваат минимум, не знам, 10 сесии за постразводно родителство. Советувалишта. Апсолутно, нека одат на советување, нека да работат на себе, за да можат да да развијат родителската соработка. Нели таму кај што не постои, ако психологот уште после првата средба рече кај нив постои одлично, нема проблем. А кај тие што не постои да развијат, тоа не им одговара. Така да тука гледате повторно дека не е целта најдобриот интерес на детето. Инаку не се само татковци во таа иницијатива, има и пар жени кои што се делат од таа иницијатива. Една од жените мене ме убедуваше дека постпартнерски биле и дека тоа супер функционирало 50-50 за последици дека не е така, меѓутоа тоа не е фокусот. Прво 5 се основачи, сите 5 се со мерки за заштита од семено насилство, кои што они тврдат дека се исценирани, на пример, погрешно. Председателот на тоа здружение кој што е исклучително активен на социјални мрежи со блуење омраза кон жени, него му е ставот дека 90% од сите семени насилства пријавени се исценирани, што е еден скандалозен став. Не дека нема такви случаи. Јас сум имал случаи кај што сум докажал дека се работи за исцениран, меѓутоа тие се во длабоко малцинство. И тие треба жестоко да се гонат, па и да се портретираат, па јавно да се објавуваат, знаете, да ме местите сега дека сум насилник, и стигмата да носите, мерките ќе поминат, тие се од времен карактер, стигмата да носите на семеен насилник е, за мене барем како семеен човек, неприфатлива. Мене ми приде, сопругата негова пред суд ми приде и да не мешам работа, и она ми кажа дека ја да не излезам да зборам во јавност, нека не манипулира. Така да дали многу его тука има во кој манипулира здружението. Многу его има во прашање и во главном ајде машко его да речеме дека е да ја удоволам нели на соговорничката малку, а машко его знаете не само на соговорничката. Еве и на вам дека одлуката се донела да се разведе, па сега јас ќе се одмаздувам и преку деца, ќе ти правам проблеми и ќе се караме и све. Не дека и обратни примери нема, сам на мене да си удоволам нели малку. Не дека и обратни примери нема, значи сум видел жени вештерки буквално, значи кои што ги користат децата не за пари се заработуваат, за емоционално да го повредуваат таткото, да му забрануваат. Јас сега имам предмет кај што буквално се изживуваше со него, значи
користеше локал патриотизам, таа од Валандово, од мала средина, па сега таму се знае со тимот од центарот, па 3 месеци што мимо законски рокови не ни даваа решение за видување, па кога го бара детето со онаква, знаеш, па му намига значи она буквално изживување. Што е манипулација, насилство. Сега поднесува, па тоа е некоја форма на насилство, сега поднесува барање да го исели детето, така не изтекнало од Словачка што мало сутра. Меѓутоа ви кажувам, значи, ако се двајцата родители совесни, нити социјално ќе ви треба, нити ќе ви треба да било кој да биде инволвиран ако бидете совесни. Во однос на семејното насилство, ако имаме време да зборнеме, но еве после Елена. Не, тука само сакав да дополнам дека исто така ние предложивме во одреден момент дека во овој граѓански законник кој што го спомна Јанаки, кој што се прави толку долго време, во рета нека стои заедничко старателство, но да бидат исклучени по дефолт сите ситуации каде што има, сите случаи каде што има семејно насилство. И беше предложено дека во ред... Согласно со Истанбулска конвенција, нели? Да, ама беше предложено во ред таму каде што има осуда. Кривична пресуда. Знаете ли во колку малце, можеби Јана ги знае подобро од мене, во колку малце случаи имате кривична пресуда за извршеното насилство? Во споредба со бројот на пријави, а да не го спомнам повторно уште еднаш, ќе го спомнам пошто е важен, дека само 2% од случаевите се пријавени. Значи, ви оставате на огромна група на жени незаштитани, заради тоа што не го пријавиле, заради надоверба, нема да навлагам за разните аспекти, зошто не се пријавува. Автоматски деца. Деца жртви кои што ќе треба понатаму постојано да работат на родителски договор со тој кој што во одреден момент им вршал насилство. И повторно тука ни идовме на отпор затоа што не им имаше отпор затоа што ние предложивме со секоја пријава на насилство. Да не може да постои. Не, тоа е повреда на презумпција на невиност, како така. Ја ќе идам утре ќе ве пријавам, сега јас ќе идам после емисија ќе те пријавам и тоа значи дека си виновна по автоматизам. Тоа не е прифатлив став од ваша страна, морам да реагирам затоа што знаете како вие презумпција на невиност подразбира да не се верува на пријавителот. Па ако произлезе од текот на доказите, тогаш да се тврди. Значи и ставот на Европскиот суд за човекови права во Страсбур е тој, дека презумпција на невиност подразбира да не му се верува на обвинението или на пријавата. Се вие да барате на сама пријава која што само иницијална каписна, па треба да дојде до обвинителство. Па треба обвинителот да процени дали ќе дојде со обвинение, да имам пречки во видување со децата или родителските права. Тоа е за мене тотално, сега ако имаш трпение малку, тоа е тотално неприфатливо. Што верувам дека и вие треба да не бидете толку ригидни во ставовите, ние вака сметаме и тоа е тоа. Ова е неприфатлив став од овој аспект. За она што зборите е точно дека мал дел од иницираните постапки завршуваат со присуда, меѓутоа тука постои законски проблем. Зашто? Се водат по предлог, не се водат по службена должност, се водат по предлог. Значи, зависат од волјата на жртвата. Многу поминува време, тоа не е само за овие предмети. Од пријава до дека дојдеме на суд и во тој период многу често се користи од страна на насилникот да направи притисок кој не мора да биде со насилство или со, значи дали преку деца, преку роднини, преку семејство, па и со насилни методи да направи притисок на жртвата истата да ја повлече својата волја за гонење и тука судот нема избор. За жал, имаше еден убав предлог на политичка партија Левица, на нивната претеничка Јована, да се направат измени во закон и да биде по службена должност. Кај нас политичките партии се малку идиотизми, знаеш, ако ти предложиш па сега зашто да го прифатам и сега од кога се случи уште еден фемицид, сега ќе се носеле таков тип на законски измени на кривичниот законник, така да тука е тој законски проблем. Да, има и еден друг што точно е овие што се со предлог и што се остава на волјата на жртвата дали ќе продолжи да го гони или не, ама тоа е само за телесна повреда и за грозување на сигурност, за тешка телесна, за сексуална насилство и за рето, тие секако се водат по службена. Него тука јас повеќе ќе ставам акцент на пријавите кои што воопшто не стигаат до обвинителство или пријавите кои што од обвинителство никогаш не стигаат до суд заради недостаток на докази или незаинтересираност можеби на јавниот обвинител за овие предмети. Без докази не знам како очекувате да се процесуира. Видете, вие
слободно налути се Елена за ова, вие тргате од предрасудата дека е виновен, дека она чим го пријавила, тоа е тоа. Тоа е недозволиво во еден нормален правен систем да ви очекувате дека она пријавила и тоа е тоа, ама имало незаинтересираност на обвинителот или имало недостиг на докази. Недостиг на докази значи дека не сте виновен, ме разбирате? Па да, они го кажуваат дека е недостиг на докази. За мене се недостиг на докази. За мене не е се недостаток на докази. Само на кажан збор. Не на кажан збор. И на доставено, да речеме, мислење од психијатар за низината состојба, за низината. Ќе ви доставам вака, гледајте. Како ќе докажеме јанаки психолошко насилство? Како ќе го докажеме? Телесното вака, видете, не можете кривично да го се вие да не ги мешаме поимите. Постои кривично правна заштита кај телесните повреди и загрозување на сигурноста, оние што се водат под предлог. Постои граѓанско правна заштита за не зборувам за загрозување на сигурност. Не, збориме сега за мерки. Ако ми изборите за мерки за заштита од семејноството. Меѓутоа, еве, кај загрозување на сигурноста. Повторно е, вие барате по шаблон да се работи, што е сосема спротивно на принципите на кривичната постапка. Не може да барате да вие имало од психијатар. Јас, во моментот кога вие ќе ме пријавите и кога вие ќе доставите од психијатар мислење, вештачење како сакате, јас имам право истото да го направам. Ме разбирате? Тоа се вика начало на еднаквост на орудијата. Колку што вие имате право да доставувате докази, толку имам и јас. За волја на вистината, колку готова на вашава публика ќе се начека на нож, какви сакате денеска можете да извадите мислење, не во насока на тоа што иде да се исценирани, меѓутоа знаете како? Сепак психологот, психијатрот работи по ваша анамнеза. Ајде, не е точно. Како не е точно? Тоа не е било кој психијатар, мислам не е тоа. Постои некој универзален психијатар? Не, тоа е било кој психијатар кај кој што дали е во државна институција, дали е во приватна ординација, каде што она може да отиде еднаш, два пати на процена психијатриска, ама тоа да отиде заради вистинско чувство на страв, на анксиозност, на што и да чувствува во моментот. Кога се утврдува вина во ваков тип на овакво, постои субјективен и објективен момент. Субјективниот момент е вашиот момент на страв, на вина, дека тој ви прави психолошко насилство, постои објективен момент да тоа е на вистина форма на насилство. Значи сега ги мешаме малце поимите и мислам... Па тука е таа несензитивност која што јас сакав да ја... Не сметам воопшто, не се согласувам со вас дека се органите на прогон несензитивни. Барем во последниве години постои сериозно поместување. Јас се сеќавам на еден случај... Случајви или да ќе ми кажете? Загрозување на сигурност пред да влезе демнење како посебно кривично дело. Точно за загрозување на сигурност. 6 месеци по сите можни канали, од имейл пораки, од SMS пораки, од пораки на DM, на Инста, на Facebook, секаде каде можела да го блокирала, таму кај што не може да не го блокира. Ние ни сите тие 6 месеци од инспекторката добивме насоков дека нема закана за живот. Да, точно. И тоа е исправна мака. Ама како може да има закана за живот? Ти имаш 6 месеци, некој апсолутно те вознемирува на daily basis, секојдневно. Тоа е насилство. Слободно не е насилство. Значи вака слободно па таа е несензитивност за која што ја слободно можете да ми се наљутите да јас навистина сметам дека имате одредени предрасуди према машкиот род. Зашто? Да. Зашто сега ќе ви кажам, тоа многу јасно се гледа од ова што сега го зборите. Добро од ова што сега го зборите. Во дадениот момент, тоа што го кажавте, не биле инкриминирани како противправни тие дејствија кои што сега тоа би било сега школски пример за кривично дело, демнење. Во тој момент во право се вие дали сметате, еве јас знам 2-3 инспекторки кои што се царици од однесено насилство, кои што работат многу ревноносно. Дали вие сметате дека тие не би застарале во заштита и се во право кога би велат дека ние не можеме да постапиме ако нема елементи на закани. Така е. Што ви е спорно, не ве гледам тука. Државата го коригирала тоа со законски измени, инкорпорирала ново кривично дело. Видете, примери ќе кажам Каде пишува дека... Јас знам многу радикален пример да ви кажам. Каде пишува дека загрозување на сигурност точно треба да има напишана, пошто усна закана по живот не можеш да ја докажеш, така ако дојде лично и ти ја каже, немаш како, мораш треба. Сигурноста тоа подразбира. Закана по живот. Дека ќе се нападне по нејзиниот живот и тело, баш така пише. Така во кривичниот закон и во член 144. Како жртвите на насилство, нејзиниот психички и физички се загразува дека ќе нападне врз нејзиниот живот и тело, баш така пише. Сега, примери ќе даеме милион. Ја имам например многу радикален пример за вас, на предмет кој што можеби го знаете. Човек беше обвинет за силување на својата поранешна девојка
и покрај тоа што силувал дека искршил откјотек, значи имаше слики од неја по социјални мрежи анонимни, што беше значи унаказана откјотек. Значи на многу беден начин. Се сомнева во низиниот исказ јавната обвинителка од Велес, бара реконструкција. Не знам дали вие бевте тогаш дел од невладиниве организации. Да, бевме. Да. Сметаа дека тоа е виктимизација. Реконструкцијата, да. Реконструкција е законски предвиден начин да се дојде до фактичка состојба. Исказот на девојката беше дека ја силувал, ејакулирал во нејзе без заштита и на прашањето на исказ на обвинител негира дека во последниот месец имала сексуални односи со други мажи. Знаете, ако го пратите предметот, знаете што излезе од вештачењето на семејето, дека не е на тој што го обвинува. И наместо да се повлече невладиниот сектор, да рече, видите, сме се излетале, сме и верувале на збор во ред, тогаш се излага, па зашто он не одговара за насилство? Деме како лажала дека силувал, сега треба да и верува на збор дека така да примери ќе најдеме милион и треба да учиме од грешките. Не можете Треба да барате само врз основа. Само врз основа Да, на посочен не... прст. Еве јас ќе стана после емисијава и ќе речам дека како заврши емисијата. Елена Се одеше во разсуди. најдобар. Се одеше во најдобар ред, како се изгаснаа камерите. Елена ми се закани дека така и така. Ќе ја земам домаќинката за сведок, има- а сигурно ќе посведочи во Во корист моја на- корист. Апсолутно Значи, се не е дозволиво да согласувам кажете дека само врз основа на посочен прст е доволно да ве. Но она што ние го бараме е поголемо разбирање. Сензитивност има, не се согласувам со вас. Нема сензитивност. Апсолутно има. Нема сензитивност, пошто пред помалку од 2 месеци имаше изјава од судија кој што рече па што сам еден саат ја тепал. Каде е кој тој судија таа изјава? не знам. Затворена работилница за насилство. Видете, живееме во Паланка. Извини што бре, живееме во Паланка. па сега, Имаше убиство живееме во во Кочани, Паланка. каде што човекот ја користи со експлицитни слики. Во мала средина, знаете, ако излезат сликиве женава 50 години, тоа е нели голема срамота, да ја користи на секој начин, сексуално, финансиски, се. На крајот на денот, кога решава да се ослободи и да ја боде до смрт, го осудија до животно. Отиде да направи интервју, нели, локална анкета, прилог, една Да, се телевизија. сеќавам. Знаете кои беа ставовите? Да. Жена тоа го збориш. Сигурно не е утепал за ништо, вика. Така Па да, сигурно вика, нешто има. Му прекипело на човекот. Така да се не ми кажувате за менталитетот е друго, меѓутоа апсолутно не се согласувам со вас дека се несензитивни. Тој судија ова ме чуди да никој се дрзнал тоа во пред луѓе да го каже, дури да зашто знаете можете да Ема, да мислите се што чудиш. сакате, меѓутоа сте должни да го применувате законот и апсолутно не се согласувам со вас дека се несензитивни органите на програм. Баш особено во последниве години е многу подигната и Ама сензитивноста и подигната реакцијата. е. И јас не викам дека не е. И јас не викам дека е исто пред 10 години. Па ете, се согласивме за Апсолутно нешто. е подигната сензибилноста, е подигната свеста. И кај јавните обвинители, и кај судиите има значи врвни професионалци кои што и Посебен обвинител препознаваат има за кој што е надлежен и го за работат семејно тоа. И насилство. тоа апсолутно не е спорно, но дека сите се, не се. А каде ќе се падне, исто така, знаеш, тоа ти е како во центар за социјална работа, на кај кого ќе ти се падне, пошто има одлични професионалци, одлични социјални работници кои што го водат случајот, прават се што треба. Видете, Ако имаш среќа да ти се падне. совршена состојба никаде нема. Ние можеме да земеме најдобри закони да направиме, секогаш ќе има некој ропак со предрасуди или некоја таква субјективна пречка. И компаративно да ги земете, нели го зборнавме пред емисија, ајде да збориме компаративно. Не постои совршено Модел. законско решение. Моделот во Холандија знаете каков е? Дека детето ќе си остане во домот кај што расте, а родителите треба да се менуваат. Не. Сега кај нас економски можности немате за такво нешто во Не е сиромашна така. во сиромашна земја како не е така баш Јас така. конкретно знам примери од Холандија каде што функционираат 50-50. Супер, нека Децата функционираат. одат во еден и во друг дом. Супер, нека функционираат. Во Хрватска примерот е можеби најсоодветен. Во Хрватска примерот даваат parental care план, се прави судот прави план и се е тоа супер. Ако пак ќе се сведеме на тоа дека ако јас сакам да направам проблем и сум несовесен и ми е гајле за детето, сакам да и нашкодам на мајката, ја пак ќе направам проблем. Дали ќе нападнам физички, дали ќе го трујам детето, дали нема да плаќам алиментација, па имаат се една друга фора,
плаќа делумна алиментација, па другата не ја доплаќа, па доцни, па има пракса кај нас многу се работи по шаблон, дека очекуваат 3 пати да закасниш, па он 2 нема да пушти, мислам, ако сакате да направите проблем, ќе направите проблем. Меѓутоа, стигматизирање и генерализирање, тоа особено ми пречи и особено ми пречи да ви очекувате врз основа само на посочен прст да некој биде виновен. Затоа што немојте да заборавите дека утре и некој према вас може да посочи прст дека сторители на физичко насилство се 98% мажи, тоа е факт. Еве и 95 нека се сега. Не сакам многу да баратам со проценти, меѓутоа на психолошко насилство и не е баш таков процентот, така да некој утре може вас да ве пријави и како вас би ви било да речете да некој има став, а па ете се те пријави, мора да е тоа така. Јас ја се вратам на родителствувањето и партнерството. Ние повторно ќе кажам, со ситуациите каде она што ние на крај, еве, да заклучиме, она што ние го бараме е да има соодветна процена на родителски капацитети и родителска соработка. Ако воопшто сакаме да размислуваме за воведување на било што блиску до заедничко родителство и заедничко старателство. Како држава не сме спремни да го имплементираме, како држава не сме спремни, како држава, како систем не сме спремни. Ние ги немаме тие професионалци, физички ги немаме во држава, за да може да ги покријат сите разводи. Може да имаме на прсти кои што се бројат луѓе и на прсти ќе бидат во многу мал број на градови ќе бидат тие тимови формирани сега со овој капацитет што го имаме, што ќе може да работат и да прават процена на родителите дали се спремни или не се за да направат родителски договори и евентуално да го спроведуваат во пракса заедничкото старателство. И за крај сакам да ве прашам, зборуваме за заедничко родителство, зборуваме за договори и разноразни наративи, но што правиме со една главна работа што на почетокот ја рековме, ја кажавме, тоа се какви, ако велиме дека децата се приоритетот, какви психолошки последици ти имаат понатаму во животот од, не знам, од сите овие договори, недоговори и комуникација на родителите? Самиот развод е траума за детето. Значи самиот развод, колку год да биде цивилизиран, вие имате дете во состојба, особено кога е на релативно млади, под 10 години, под 8 години, вие имате состојба да од убав топол среќен дом, мама и тато веќе не се заедно. Не знам дали бил топол и среќен дом доколку родителите биле несреќни и немале комуникација. Не сите разводи се завршуваат со колење. Значи ме разбирате, не сите разводи мора да завршат така. Може ќе се договорат многу лесно. Но дури и во таков случај е тоа траума за детето, тоа се обидувам да ви го посочам. Да. А дополнително ако имаме ваков тип на нели, за да не зборуваме за семено насилство, жртва, индиректна жртва и детето дури да не е насилството насочено према мене, ако е сведок на насилството, а многу често е. Така да психолошките трауми се сериозни, меѓутоа како што ви кажав, таа некоја грда себичност кај овој тип на родители, без разлика мачки или женски, кои што не им е гајле едноставно за само своето да си го истераат, мене ме фрапира. Во даден момент, знаете како јас сметам дека никогаш би се развел 20 години со сопругата, меѓутоа еве дури да е тоа така, јас објективно сум размислил дека можеби и јас мојот инет првично би настапил. Ама во даден момент мора рациото да надвладее. Доколку е тоа возможно. Психолошките последици врз децата се големи. На која возраст да се, ако разводот со нив не е искомунициран како што треба, пошто дури и во овие цивилизирани разводи треба да им се каже на детето. Ако има родителски договор, треба и едниот родител и другиот, најдобро двајцата заедно да седнат и да зборуваат со децата, независно на која возраст се. Ние имаме една многу лоша страна како општество, да им даваме премала важност на децата. Ништо не знае, мало е, ништо не разбира, мало е. Тоа апсолутно дека да, не може да го извербализира како што ќе го извербализирам јас или вие, но оно ќе го почувствува. И она што е најлошо што ние им правим, што партнерите кои што се разведуваат го прават, е што не го комуницираат како што треба разводот со децата. И окей е да не го знаеме тоа, ама затоа има стручни лица кои што го знаат, тој кој што може да им дадат насоки како се споделува со детето, како се зборува со дете на различна возраст на оваа тема. Да се искомуницира. Тоа е веројатно изради тоа што за да може да го разберат, затоа што чувството тука и не навлагаме, дури и да е најцивилизиран развод, ако не се сподели со децата. Чувството дека
тоа нешто направило. Децата имаат способност да себе си ги префрлаат некои одговорности кои што не се нивни. А тоа е дека разводот бил затоа што он не пишувал домашна или не сакал да легнува на време и прават некои свои филмови во глава кога вие нема да му го објасните. Точно, затоа што се буваат други И последици. после кога тоа дете ќе расте со тоа чувство дека неговите родители се разделиле заради тоа што он нешто таму некогаш направил, што апсолутно е невистина. Да. И дополнително ако на ова ги ставите препукувањата, навредите од Труење на детето према другиот родител. И тука веќе имате вие едно дете кое што се развива во млада, па после тоа возрастна личност, која што има апсолутна несигурност, апсолутна недоверба, внатрешни конфликти за својата одговорност и своето учество и придонес во тој развод. Имате вие генерално една нестабилна личност. Уште една нестабилна личност. Уште една која што ако малку се освести може ќе почне да оди да работи на надминување на сите овие да трауми се, јанаки го спомнато, јас апсолутно се согласувам и така е. Разводот е еден од трите најголеми животни настани трауми кои што може да се случат на една личност одма веднаш после смртта. Да. И не можеме толку лесно да го прифатиме тоа, мислам, ние како возрастни не го прифаќаме лесно, може да препоставите што се случува со децата. Она што е најтрагично е што никој не им обраќа внимание, не им даваме, како да речеме, не ги сметаме дека се доволно важни да ги пратиме кај некој стручен ако ние веќе сами не знаеме тоа да го искомуницираме. А од друга страна велиме дека се приоритет. И тука концептот декларативно секогаш така. Најдобар интерес на детето паѓа апсолутно во вода, затоа што ние ништо не ние. Туку во овие случаи ништо не е во најдобар интерес на детето. Е во најдобар интерес на мајката или на таткото. Не на детето. И нивните интереси. Апсолутно. Така да. Благодарам што бевте дел од овој плоден разговор. Благодарам и на вас. Што ги споделивте вашите ставови. А вам ви благодарам што бевте дел од овој подкаст. Се гледаме во следната епизода.